Додека профитот на трговците упорно удира по джебот на граѓаните, државата конечно се сети да воведе некаков ред, особено во делот на основните прехранбени производи. Но дали трговците ова ќе го прифатат или можеби ќе биде поедноставно за нив да ја платат казната? Граѓаните со кои што поразговаравме велат дека мерката можеби е добра, но се скептични дека ќе вроди со плод и пониски цени. Што мислите, што го налути толку премиерот да воведе на ваква мерка кон маркетите за да ги намалат цените? Јас мислам дека бар така се декларативно кажува дека се преземаат, а резултатот е нула. Значи ефект нема. Значи ни мерките не се соодветни. Негде има прекин, каде е тој ќе видиме сега, кој ќе ги намалат, ама не ќе ни нагло да ги намалат и тоа е лошо па. Значи им биде многу ефтино, на луѓето нема да земаат. Се шалам малку, меѓутоа сериозна е работата во однос на цените во целокупната состојба. Тоа е искрено кажано. Али добро што размислуваат и треба некогаш и да бидат енергични и да ги решаваат проблемите чекор по чекор, за да луѓето почувствуваат и да бидат задоволни. Некој човек и кога му е тешко се шали, се смее на свој рачун, ама сериозните работи бараат сериозна одговорност и резултати. Во делот на цените, што мислите, дали се ефтини или скапи производите? Па зависи од што. Нешто има поевтино, има и поскапо, кој како сака. Еве премиерот најави на нова мерка кон маркетите да ги намалат цените. Што мислите, дали тоа ќе се случи? Не верувам. Оти има само покачување, намалување никој пат нема. А што очекувате да се намали со оглед на тоа дека веќе има најава за таква мерка? Не очекував ништо. Владата и најголемите синџири на маркети постигнале согласност да работат на намалување на растот на цените на основните прехранбени производи, вели премиерот Христијан Мицкоски. Целта е инфлацијата кај храната да стигне по 3%. Се разбира, за да ова се реализира, потребно е да направиме еден ваков ист состанок со производителите и дистрибутерите и добавувачите. Тоа ќе се случи во наредниот период. И потоа сите заедно ќе седнеме на маса и сите заедно ќе бидеме општествено одговорни затоа што граѓаните мора да добијат најдобра услуга и најквалитетни производи по оптимално најниски цени. Тоа е она кое што е заедничка цел. И тоа е она кое што вчера го разговаравме на состанокот и тоа е она за кое што се сложивме. Државниот пазарен инспекторат доби задача да направи компаративна анализа помеѓу цените на еден ист производ кај добавувачите кон маркетите и цените на маркетите кон потрошувачите. Но останува отворено прашањето дали навистина оваа мерка ќе ја намали синдикалната кошничка или повторно пазарот ќе најде начин да ги амортизира законите.